Хорот Света Петка, кој што работи во рамките на црковниот храм Света Петка во Точила, има една прекрасна идеја која што планира да ја реализира. Зашто станува збор? Па, како што убаво рековте, тука во овој храм, во закрилата на Света Петка, веќе делува повеќе од 2 години хорот Света Петка, кој беше формиран токму со осветувањето на овој храм, кога ја отпочна литургискиот живот во оваа црква. Со тоа што веќе во овој храм покрај хорот Света Петка, веќе наизменично во неделите пее и хорот Свето Благовештение, така што во нашиот храм тука делуваат 2 хорски ансамбли. Сега сакаме да ја прошириме таа дејност на оваа црква и да го унапредиме литургискиот живот во нашиот град, со тоа што ќе придонесеме со нашето пеење да се развива и понатаму литургиската музика во Македонија. Така тргнуваме со една идеја да формираме еден детски црковен хор со млади девојчиња и момчиња кои ќе сакаат да ни се придружат нас, со тоа што возраста определивме некаде од прилика од 7 до 15 години и во тој хор тие ќе се дружат заедно со нас, но истовремено и ќе го учат она што е наше од македонско наследство црковно и духовно, а тоа е источното црковно пеење, како и ќе имаме време да пееме и други работи и да изучуваме заедно други работи со дечињата кои ќе сакаат да учествуваат во овој црковен хор. Нормално целта е да ги образоваме и не само музички, туку и да им ја откриеме тајната на светата литургија преку еден интересен и забавен начин на учење, со што и тие би можеле понекогаш да земат заедно со нас учество на светите литургии и со тоа уште од млада возраст да можат да се вградат во тој живот, во богослужбениот живот на црквата, кој што пак од друга страна не само што нуди многу перспективи во однос на интелектуално надградување, но и духовно и морално надградување на младата личност. Како што ние и ќе покажеме зошто тоа е битно, затоа на јавната лекција која ќе ја произнесеме во четврток, тоа ќе биде објаснато како музиката и црковното пеење се средство за духовно надградување и издигнување на душата, но и за воспитување на младите во верата, па и во животот, ако сакате. Кога би се одржала аудицијата за деца? Кога треба да се пријават младите? Дали има ограничување на бројот? Рековте тоа ќе бидат деца на возраст од 7 до 15 години, баш оние девојчиња и момчиња кои што можат да се калат и да станат влюбеници на оваа црковна музика, но кога би биле аудициите, каков е распоредот за да може да практицираат музицирање од овој тип? Па, ние организираме во четврток една јавна лекција која ќе биде отворена за сите кои сакаат да ја слушаат, што значи не само за дечињата кои сакаат да се пријават, туку и за нивните родители, за нивните баби, за дедовците, за сите кои сакаат да присуствуваат на тоа предавање. Тоа започнува во 18 часот и 30 минути тука во просториите на Света Петка и под нејзина закрила секако. Секој кој што сака ќе може да го следи тоа предавање и веднаш после предавањето, кое нема многу да трае, сепак се работи за различен аудиториум, ќе можат сите кандидати да се пријават за во нашиот хор. Значи бројот не го ограничуваме, колку сакаат можат да се пријават, со тоа што посебни аудиции во смисол на класична аудиција нема да одржуваме во четврток. Тоа ќе го направиме на некој од нашите работни проби кои би ги организирале, значи во иднина со запишаните кандидати.
Така што тогаш ќе провериме и музикалност кај децата, тогаш ќе провериме и оние способности кои можеме ние тука заедно со нив да ги развиеме кај нив, односно таа способност за музицирање, па и некои дечиња кои што немале прилика да учат воопшто музика, ќе можат да научат и нотен систем и така натаму. Значи, хорот, ние го нарекуваме хор, меѓутоа тоа ќе биде еден вид и мала школа за црковно пеење, ако можам и така да се искажам, со тоа што вратите се отворени за секој кој сака да го изучува тоа пеење и следствено полека да расти во верата, во православната наша убава вера. И за крај, значи, само да ни кажете збор 2, хорот Света Петка е формиран од кога и како планира понатаму да настапува и да музицира на просториите овдека во Прилеп и пошироко? Како што реков, од своето формирање пред 2,5 години, хорот Света Петка стана значаен дел од духовниот па и културниот живот на нашиот град. Но не само во градот, ние веќе бележиме и настапи надвор од нашиот град. Сме настапувале во Скопје, во Битола, на соодветни манифестации, како и во Крушево. Така што таа дејност ние ќе продолжиме со колегите музичари кои се членови на нашиот хор. И таа не само дејноста, но и учеството на светите литургии, кое ни е особено важно, заради што сепак се што правиме тука и тие хорски ансамбли се во насока да се унапреди литургиската музика во Македонија. Нашата држава или нашите простори овде, македонските простори, се едно тло на кое некогаш имало богата музичка култура. Малкумина знаат дека и Свети Климент, нашиот Свети Климент бил и музички композитор. И тоа го спомнува во една од неговите музички изданија, 2 века подоцна, и архиепископот Охридски Димитри Хоматијан, кој самиот бил музичар. Така што овде ние живееме на едно поднебје каде музичката култура била многу богата. И за жал се во последните неколку децении тоа забележуваме една деклинација на таквата култура и формирањето на овој детски хор и дејноста на хорот Света Петка во целина ќе придонеси да почнеме барем да се освестуваме за тоа што е наше и да го почнеме да го прикажуваме не само на нашата прилепска јавност, туку и на македонската, па и пошироко. Во тој контекст, оваа година и хорот Света Петка ќе има и гостување надвор од државата, како што тоа го направи лани, кога имавме посета на Бугарската православна црква.